Сако прво да се помолиме, уште еднаш, да го бараме Божјото водство за овој час. Господе, Тато наш небесен, ти благодариме за денешниот ден. Благодариме, Господе, за можноста да ти пееме слава Твоја. Да признаваме со нашите зборови, со нашите гласови, дека ти си цар над се, дека нашите животи се во Твои раце. Те молим, Господе, денес поучиме преку Твоето Слово, отворени ги нашите умови, Господе, нашите срца, да го разбираме Словото, за да може по-добро Тебе да те познаваме и да знаеме како и ние да реагираме на Твојот збор. Те молим, Господе, дай не само ментално разбиране, но туку и духовна вера, да може од се срце да те префакне како што си. Во името на Исус се молим. Амин. Дали имате приметно колку често во Библијата Господ употребува нешто физички, нешто материјално во овој свет, да ни дава духовна поука. И навистина тоа го прави, бидејќи инаку, како би го разбирале? Ние немаме представа фактички за духовниот свет, дори колку често викаме духовниот свет и реалниот свет. Дори некој, ако премногу зборува за Библијата, за Бога, некој ќе му рече, ама симни се од облаците, биди тука во реалниот свет. Но фактички Господ не поучува преку Словото дека овој физички свет е сенката, а реалноста е духовното. Реалноста фактички е тоа што не го гледаме, што се прифаќа само со вера. И тоа навистина е една тешка поука, ама е основна поука, ако има да го разбираме Словото Божие. Дека ова што го гледаме, ова што го пипаме во светот, е сенка на реалноста што стои позади таа сенка. Тоа навистина како некој да влегува низ таа врата и да речеме дека сме во затемната соба, а надвор блесна некоја светлина, а некој влегува низ таа врата. Прво ќе видиме сенката на тој човек. И доволно ќе гледаме во таа сенка да сватиме дека е човек, а не некој животно или нешто друго. Ќе гледаме глава, раце, нозе и ќе викаме некој влегува, ама како бе? Не знаеме, една силуета ќе гледаме само, таа сенка. А вистината, стварноста е човекот што ќе дојде. И така Господ ни дава стално физички, материјални поуки, за да разбираме нешто за духовниот свет. И ќе гледаме во денешниот текст еден болен човек, што има потреба од ицелување. Но фактички Исус го ицелува физички, за да му покаже дека има нешто поголемо што му треба. Нешто многу поважно од здравието. Живееме сега во една култура, меѓу еден народ, што вели здравје пред се. Нели? Баро во прилог така зборуваме, ако не го неготино. Здравието пред се. Најважно да си жив и здрав. А дали е стварно така? Дали стварно народот е во право дека здравието треба да биде пред се? Што ако сме 100% здрави, а нема љубов, нема милост, нема разбирање на духовните нешта? Што ако сме 100% здрави до последниот миг на овој живот, а цела вечност ја поминуваме без Бога? Сме биле здрави, ама дали тоа е суштината на овој живот? Денешниот текст ни вели дека не е така. Да ги отворите вашите Библии до Јован, 5 глава, Евангелието според Јован, 5 глава, првите 15 стихови. Сега стихови, вака вели Господ Бог. Потоа беше јудејски празник и Исус се искачи во Ерусалим. А во Ерусалим при овчата врата има бања со 5 тремови, на еврејски наречена Витезда. Болни лежија мнозина болни, слепи, хроми и суви, кои чека да се раздвижи водата. Зашто ангел од време на време слегуваше во бањата и ја раздвижуваше водата. А кој прв ќе влезеше, од како ќе се разбрануваше водата, оздравуваше, од какви да било болест да страдаше. Таму имаше еден човек, кој лежеше болен 38 години. Кога Исус го виде како лежи,
И кога узна дека веќе долго боледува, му рече: сакаш ли да оздравиш? Болниот му одговори: Господине, немам човек да ме служи во бањата, кога ќе се разбранува водата, а додека дојдам јас, друг следува пред мене. Исус му рече: стани, подигни ја својата постела и оди. И човекот оздрава веднаш, ја зеде својата постела и почна да оди. А тој ден беше сабота. Затоа јудејците му рекоа на оздравениот човек: сабота е и не смеш да ја носиш постелата. На тој им одговори: оној кој ме излечи ми рече: подигни ја својата постела и оди. Тогаш го праша: кој е човекот кој ти рече: подигни ја својата постела и оди? А и целениот не знаеше кој е, зашто Исус се отстрани, бидејќи имаше многу народ на тоа место. Потоа Исус го најде во храмот и му рече: ете, оздраве, не греши повеќе, за да не те снајде нешто полошо. Човекот отиде и им каже на јудејците дека Исус го излекува. Многу интересен текст. Краток, но тука има многу да се каже. Тука гледаме фактички три главни личности. Го имаме Исус, го имаме болниот човек, ги имаме и евреите или јудејците. Тие се фарисеи, што биле спомнати во Матеј 9 глава, тие религиозни водачи. Може фактички да ги сватиме како еден вид религиозна полиција во тоа време. Да гледат дали сите точки на законот, односно сите точки на нивни толкување на законот, дали се припазени. Тие три личности ќе ги разгледаме во денешниот текст. Но сега прво да го сватиме контекстот. Значи, вели дека Исус влегува во Ерусалим и тука наоѓа една бања при овчета врата. И на таа бања има 5 тремови. Да ги разбираме како 5 платформи. Не баш како што влезо тука е, како една платформа на една страна, па друга, па трета, па четврта, па дури пета. И на тие платформи или тремови лежат болни луѓе. И лежат за одредена причина. Пред во таа бања, значи околу бањата, околу базенот, да речеме, се тие тремови, луѓето лежат и вели дека се многу болни луѓе од разни болести, лежат тука заради една причина. Од време на време водите се разбрануваат во таа бања. Вели дека ангел слегува да ги разбранува водите и прв што ќе слези ќе биде и целен. Од кој да било болест. Сега малку тука да размислуваме. Тоа е еден вид, да речеме, здравствена лотарија. Делно тоа како да одиш во државна болница во Скопје и да чекаш преглед на лекар. Дали ќе ти паднеш дрепката баш денес да го видиш тој лекар? Со некоја среќа, некоја си добра волја, да речеме, ама тука работата. Си сакат, хром, слеп, водата се разбранува како ќе стасаш. Кој ќе биде прв да влегува? Некоја си лотарија. И во таа ситуација доаѓа Исус. Сега, ние не знаеме зошто, ама од сите тие луѓе, Исус гледа еден, болен веќе 38 години. Долго време боледал. Исус му поставил на тоа прашање, многу интересно прашање. Му поставил на тој човек: сакаш ли да се оздравиш? Сега, ние што ги рекле? Па да, нормално. Кој не би сакал да се оздрави? Малку сега да размислуваме за овој човек, за да речеме големината на неговиот проблем. А едно е што е парализиран 38 години. Викам парализиран, не ми кажу за точната болест, ама знаеме дека само не може да стаса до бањата. Значи си велам парализиран човекот. Може би раците му функционират, можеше да се влечка така по земја, но не можеше сам да стаса, додека водите се разбрануваат. Долго време болева, 38 години. За повеќето од вас млади, не ни знаят, за вас 38 години се многу и викате стар бил човекот. Ја викам мал, млад. Ама сепак долго време боледува. Не само тоа, и додадено на физичката болест негова, еден вид срам.
еден вид чувство на не сум доволно добар, никогаш не можем прв да стасам. Сега да размислуваме вака. Не знаме колко често се различуват болите. Ајде речеме на секој трет ден, четврти ден. 38 години човекот чека за трети ден, четврти ден да се разбрануват болите, а не може сепак прв да стаса. Значи, барам еднаш неделно, значи 52 недели, пута 38, не знам колко е тоа. Много. Замислите сега, никогаш да не стасаш. Никогаш да немаш сила и можност да бидеш прв. Секогаш си втор, трет. Па може ли доаѓа и момент, дури да речеш, зошто и да се обидувам? Никогаш нема да стасам. Значи, покрај физичката болест, психички страда човекот. Психички се прашува што е проблемот со мене, зошто сум секогаш втор, а не само тоа. Не кажува текстот дека нема кој да му помогне. Нема кој. Не се спомнува ни некој родина, мајка, татко, брат, сестра, некој внук. Никој има да му се помогне. Човекот е сосема сам. Значи не само физички болен, не само и психички оптересен, тука и осамен. Осамен во една толпа луѓе. Дали сте имале такво чувство? Околу мене стотини души, ама осекам како да сум сам. Сигурно човекот имаше и такво чувство. Сосема осамен. А не само тоа. Дали знаете дека библиските закони во тоа време, законите од Стариот Завет, не дозволиле таков човек, парализиран, да влегува во храмот. Беше отфрлен од сиот систем на верата од евреите. Значи, немаш физичко здравје, психички оптеретен, осамен и отфрлен од својот Бог. Нема пристап тој човек до храмот за да влегува во Божјото присуство, за да пее, за да му благодарува, за да го моли за нешто, сосема отфрлен. И баш во тој момент доаѓа Исус и го поставува тоа прашање: сакаш ли да се оздравиш? Ние пак би реагирале да, а човекот не реагира баш така. Тој го гледа својот проблем. Тој вели во 7 стих, болниот му одговори: Господине, немам човек да ме спушти во бањата. Тука слушаме разочараност, очај, нема кој да ми помогне. Мора да разбираме, човекот не го знае Исус. Не знае кој е тој, не знае кој изборува со него. Не го препознава. Може би нема ни слушнато за Исус. Сосна разочаран, очајн. Но тука да гледаме малце подлабоко во прашањето на Исус. Сакаш ли да се оздравиш? Значи, зашто станува збор за човекот? Од еден аспект станува збор за физичко ицелување. Да може да стои на свој нозе, да може да се движи, да биде активен, ами со тоа доаѓа скроз промена на сиот негов живот. На сиот негов живот. Значи, од една страна, 38 години што лежи, ако немаше кој да му помогне, предпоставувам дека имаше некој што му носеше јадење. Барем тоа 38 години. Значи, 38 години лежи и некој му носи јадење. Ако Исус го ицелува, таа услуга нема да му се изврши веќе. Нема да има кој да ти носи јадење. Нема ни да бараш сега кој ќе дојде да ми помогне до бањата да стасам. Сам ќе мора тоа да го направиш. Ќе мора дури да работиш. Што вели во Новиот Завет, тој што не работи, нека не јаде. Значи, од моментот на ицелување, животот на човекот се менува. Ке речеме, па секако ќе се менува за подобро. Да, но ќе се сноси некои обврски со тоа. Сега си здрав, станувај, работи. Сега си здрав, станувај, оди си во храмот. Сега си здрав, биди си на помош на други луѓе, наместо само да бараш. Со промената на животот доаѓа промена на се.
Не само физичко и целуване. Сега ова да го гледаме од духовен аспект. Многумино од нас сваќаме дека боледуваме од таа голема болест, гревот. А последиците на гревот, односно платата на гревот е смртта. А сакаме да ни бидат опростени гревовите. Сакаме промена. Но дали сваќаме дека и со таа промена доаѓа и опрска? Кога ќе му се кланjam на Исус и ќе му велам: Исусе, биди мој спасител, спаси ме од моите гревови. Супер, ќе не спаси, но ни става не само спасител, туку и Господар. А Господар значи неговиот збор е наш закон. Наше да го исполниме тоа. Со промената на животот доаѓа и опрска. И затоа прашањето на Исус не е само површно физички дали сакаш да се оздравиш. Тука дали сакаш суштинска промена во твојот живот. А мора да признаваме за нас, многу од наши гревови ни се мили. Сакам опростување од тие вечни последици, но дали сакам да го сменам мојот живот, односно Господ да ми го промени. И тие мили гревови да ги оставам, да заборвам за нив и да живеем за Бога. Често пати таа промена ни е прескапоцена, а не ќеме да ја направиме. Значи, гледаме Исус кој поставува тоа прашање: сакаш ли да се оздравиш? Болниот дава одговор, што е повеќе изговор, нема кој да ми помогне. А во 8 стих Исус изустува едноставни зборови: стани, подигни ја твојата постела и оди. И прекрасното се случува во 9 стих. Човекот оздраве веднаш, ја зеде својата постела и почна да оди. Прекрасно. И тука да завршува ова историја, има доста да се зборува тука во овој текст. И тука да биде крај, ама не е крај. Од 9 стих продолжува се една фраза: а беше сабота. Сега, ако нешто знаеме за тогашниот контекст, одма знаеме дека доаѓа некој проблем. И човекот ја зема постелата, излегува од бањата и наидува на тие фарисеи, јудејците, што одма има прашање: зошто ја носиш твојата постела? Сега, тука да сваќаме едно. Овие евреи беа богобојазливи луѓе. Тие го почитувале Бога, го почитувале Божиот закон, но во нивна ревност ја заборавиле суштината на работата. Наместо на овој ден да го слават Бога за неговата моќ, за неговата милост, за силата што ја покажува кога го ицелува човекот, наместо да го прослават Бога, се паќат за ситница. Постелата зошто ја носиш? Ајде бидеме и ние искрени. Сите ние имаме своји предрасуди, своји очекување Господ како треба да действува и сакаме Господ да го клаваме во наш калап, да одговара на нашиот живот. А често пати Господ не одговара на нашите очекувања, на нашите правила. Сега, тука е прашањето: дали е саботниот ден важен ден? Дали е важна таа заповед? Дали се однесува за 4-та заповед на 10 Божи заповеди? Дали смееме да речеме не се важи таа заповед за нас? Дали смееме да речеме не се важи ден за одмор? Тука да ја гледаме суштината на таа заповед. Таа заповед фактички е заповед да ја испитува нашата вера. Дали морам 7 дена во неделата да работам, за да стасам, за да бидам успешен во животот, или дали можам барам еден ден да го оставам на Бога и со други зборови, со моите недела или фактички недела, да речам: Господе, јас не можам се да направам. Се не зависи од мене и од мојот труд и мојот пот. Доволно ми е да работам 6 дена и 7-миот ден ти го оставам с тебе. Ама некој ќе рече: ма сепак работата те чека, опрските те чекат. Нека ме чека. Јас се одмарам, верувајќи дека Господ ќе се погрижи. Нема да стасам, нема да стасам. Не е проблем. Одморот ни е даден,
И това е Божия заповед. Но тук що е проблемът во овој текст? Евреите наместо да гледат принципите Божи, принципот Божи тук за потребата на одмор за секој еден човек, се фаќат за ситници. Човекот ја носи постелата. И за нив тоа значи работи и со тоа го прекршува законот. Заборават дека и во Стариот Завет се дозволува во саботниот ден дела на милост. Действување за да помогнеш на некого. Дори Исус во друг контекст вели, ако твојот вол паѓа во дупка, а е саботен ден, нема да го извадиш од дупката. И тоа нормално е труд, тоа е работа, ама ќе го направиш за некој животно дело на милост, зошто да не действуваш за човек, кој е создаден во Божиот лик и милост нему да му се покаже. Значи евреите се фаќаат тука за техничка работа, за нивно толкување. Колку често и ние тоа го правиме. Јас имам едно сваќање, но Божјото дејство се судира со моето сваќање. Што ќе попушти? Дали ќе речем моето е поважно, бидејќи е мое, или Божјото е тоа што е авторитетно? Сношти пиев кафе со тројца пријатели мои во Прилеп, во еден кафич. И низ муабет еден од нив што е многу цврст православец, тој би рекол голем верник, таа позната фраза. И баш го поставив исто прашање за него. Повикам, твоите традиции, кога се судират со Словото Божо, што ќе попушти? Традицијата или ќе најдеш начин Словото Божо да го игнорираш? И тој за жал ми рече, па тоа што ми е дадено од старите, е тоа што може да се почитува. Со други зборови, Словото Божо ништо не ми значи. Во прашање е авторитет. Што е твојот авторитет? Сега за вас млади сега, ќе ми простите ако препоставам нешто за вас. Сум бил и млад така порано, ама предпоставка моја. Многу е лесно на млади години да речеш фактички обратно на мојот пријател во Прилеп и да речете не е битно што мислат старите, битно е јас што мислам. Ново време, нови учење, јас сега знам повеќе од старите. А стварно знаете, благодарение на овој апарат, имате пристап до секакви информации во светот. Но прашањето е што е авторитетот во твојот живот. Сега некој ќе рече традиција, некој друг ќе рече знаење, моето знаење, мојот разум. Дали ќе речеме Словото Божо е тоа што е авторитетно. Сега може во овој текст многу да ги критикуваме евреите, но поставуваат едно суштинско прашање. И тоа го гледаме во 12 стих. Во 12 стих вели, тогаш го праша евреите, односно јудејците го праша човекот. Кој е човекот кој ти рече, подигни ја својата постела и оди, а и целениот не знаеше. Сега, прашањето на евреите не е како се вика човекот. Не е само да го дознаат името негово. Исус. Не, прашањето нивно е фактички кој е тој, или со други зборови, кој е тој да мисли дека тој може да ги надминува, да ги прекршува нашите традиции, нашите правила. Со каков авторитет действува тој човек? Кој е тој? Го разбирате разликата, нели, во тоа. Не е само како се вика, туку кој е тој? Нели и ние, кога некој не фаќа во некој дело и не прашува, зошто тоа го правиш? Често пати како реагираме, ама кој си ти? Не дека не знам кој си ти, тука те прашувам, каде е твојот авторитет? Мене да ми кажеш како да живеем. Така сега реагират евреите. Кој е тој? Со каков авторитет? А тоа наистина е суштинско прашање. Кој има авторитет во твојот живот да ти каже како да живееш? Денешно време најчесто велиме никој, сам се одлучувам за себе си. Нема никаков авторитет над мене. Дали е тоа така?
Не най-често фактически другарите ни влияят, колегите, фамилията, обществото. Сме фактически в един вид ментален затвор заради тия други влияния. Има авторитети над нас. За жал, истинският авторитет на Бог, най-често твой авторитет го игнорираме. Да се навратме до текста тук. Значи, гледаме човекът и гледаме евреите, гледаме и Исус. Сега много интересно тук е текстът за Исус. Не ни кажа много за неговите мисли, нито да речем начинът как що той стаса от луката, баш овай човек да го изцелува. Това е фактически това, ще го викаме суверенната воля Божия. Исус не е принуден овай човек да го изцели. Няма тук никаква сила, що действа върз Исус, за да го направи това. Никакво влияние от свободната воля негова го бира баш той човек. Сега тук е едно прашение. Нели много често в Библията гледаме, да речем, съдействованието на верата и Божията сила за изцелуването. Много често нели човек рече, верувам Исусе дека може да ми изцелиш, а Исус вели, нека биде според твоята вера. Или во други прилики. Таткото на детето, що има един вид епилепсия. И му вели на Исус, знам дека може да го изцелиш. И му вели на Исус пак, верувам, помогни ми на моето неверие. Значи гледаме много често, вера е потребна за изцелуване. Дори во случай Лука 5 глава ми се чини, Исус вели, односно се вели за Исус, не можеше да направи много чуда во това место, заради нивна невера. Луѓето не верувале, Господ не действува. Каде ја гледаме верата на човекот во овој текст? Дали приметите кога чита сега од 1 до 15 зборот вера да се спомнува? Го нема зборот во овој текст. Никаде не вели дека човекот веруваше. А што сака Господ да не научи со тоа? Јас ке ви велам дека има вера тука во текстот, само не се спомнува. Но тука гледаме дека човекот ниту го познава Исус, дори кога го прашуват од после кој те изцели, не може да им каже. Исус после му се јавува во храмот, нели, и му вели не греши повеќе. Човекот ниту го познава Исус, ниту знае за неговата сила, ниту знае за неговиот карактер, за тоа дека е милостив и благонатклонен, ништо не знае. Значи, од таа гледна точка нема вера, нема ни основа за вера. Но што се случва? Што гледаме тук во текстот? Во 8 стих Исус вели, стани, подигни ја својата постела и оди. И аз ке ви велам дека измеѓу 8 стих и 9 стих верата се појавува. Каде го гледаме тоа? Вели, а човекот оздраве веднаш, ја зеде својата постела и почна да оди. Вака да размислуваме. Пак става збор за човек што 38 години лежи. Не знам за вас, ама за мене некојаш после пола сат седење едва е станувам. 38 години легнат. Со каква сила сега ќе стане? Од каде ќе му дојде таа сила, таа енергија, тие мускули да функционираат? Од каде му доаѓа храброста за да проба? Виделам дека тоа доаѓа од вера. Фактот што реагира на Исусовата заповед покажува вера. И тоа е вистинска вера. Сега, за жал, многумина од нас имаме различно сваќање на вера. Што би рекол, не е библиската дефиниција на вера. Што сакам да кажам? Много често имаме големи желби, силни желби. Еве, например, ако сум болен, сакам да бидам здрав, имам желба да сум здрав, дали имам заповед од Бога дека ќе се оздравам? Желба имам, но дали имам ветување од Бог
дека ќе се оздрави. Тие се различни работи. Некогаш мислиме дека таа силна желба треба да фактички создава еден вид вера. И верувам дека Бог ќе ме исцели. Верувам дека Бог ќе го смени мојот живот. Врз основа на што? Врз основа на што веруваме? На некој ветување Божјо или на некоја моја желба? И викаме некојаш на човекот, верувај повеќе. И со тоа фактички, како да му велиме, имај си посилни чувства, дека ќе се ицелиш, ќе бидеш ицелен. И ако имаме такво сваќање на вера, фокусот е на нас самите. Ти имај си сила, силни чувства, за да се ицелиш. И фокусот беше на човекот, не на Бог. Значи, не ставаме тука во прашање дали Бог може да ицелува. Секако може. Со збор, ете Исус во ова глава му вели смо стани и оди. Не ни го добира човекот и е ицелен. Во предходната глава, 4 глава, оддалеку Исус ицелува син на царски службеник. Значи, од преку километри со збор. Значи, силата Божја не е во прашање. Прашањето е намерата Негово за мене. Дали имам ветување од Бог? Овој човек прима заповед од Исус. Стани, земи ја постелата и оди. И реагира со послушност. И во таа послушност ја гледа верата на човекот. Станува, ја зема постелата и заминува. Не ни прашува кој си ти. Заминува, одма реагира со вистинска вера. Тука е прашањето за нас. Денешно време, какви ветување имаме од Бога, на што може да се базира нашата вера? Дали Бог ни ветува физичко здравје во овој живот? Не. Нема да најдеме стих што вели секој еден од вас ќе бидете физички здрави. Наоѓаме еден куп други ветување Божи. Сега, дали Бог заборави едно ветување да ни каже за физичко здравје? Не. Се што е потребно ни даде во Словото. Ни дава ветување за простување на нашите гревови. Секој што ќе го исповеда Исусовото име со вера, ќе биде простени неговите гревови. Простувањето ни се гарантира, ни се дава како ветување. Ни ветува сила во моменти на искушение. Кога сме искушувани од сатаната, Господ ни дава сила за да победиме на тие искушенија. Тоа е неговото ветување. И најголемо ни ветува вечен живот преку воскресение. И тогаш, од таа страна на воскресение, ќе имаме 100% здрави, ќе бидеме и целени. Тие се неговите ветувања, а верата треба да се базира на неговите ветувања, а не нашите чувства. Нашите чувства се менливи. Ден сум расположен, утре сум налутен, третиот ден сум обесхрабрен. Ако верата моја зависи од моите чувства, варира. Ако верата моја зависи од неговите ветување, прекрасно нешто имаме. Вечен живот. Сега да не мислите дека зборувам само теоретски. Еве, некој мене ќе ме гледа и ќе вика релативен здрав човек. Може ќе лажата да ја намали малце, ама релативен здрав човек. Лесно му е нему да зборува за здравје, за ицелување. Тој моментално не се мачи со некои такви болки. Еве, како сестрата што мора да стои, може би ќе речеш, ама пријателот зборува малце теоретски. Да знаете дека последните 2,5 години мојата жена Жаки боледува од рак. 2,5 години одиме по лекари, по болници, болничари, сестри, му благодариме на Бога за тоа и се молиме за незиното ицелување. Се молиме за тоа. До сега не е добиено. Тоа не става малце на испит, не. Дали е проблемот со нас? Дали треба поголема вера некако да произведуваме?
Или фактички дали треба да се фокусираме повеќе на Словото Божие, да го поставим прашањето каде во ова книга има гаранција ветување од Бог дека Жаки ќе се ицели од рак. Има само едно, после воскресението, на небо. За жал, ние земаме многу ветување Божи и ги ограничуваме на денешниот простор, на ова одма и сега, на овој свет. Како што тој човек, може би, кој лежи 38 години, си вели најбитно е да се оздравам сега, одма. А дали верувате тој човек, дали живееше вечно во тоа физичко тело? Никако. По известно време и тој умре. Пак тоа распадливо тело се распаѓа. Стално ние веруваме за Жаки. Се молиме за ицелување, но веруваме дека и тоа ќе биде краткотрајно. Веќе таа, еве на колку има, сега нема да спомнам колку години има, не е убаво тоа да се рече, на некои години така, и да се оздрави сега од рак, кога тогаш физичкото тело ќе се распадна и ќе умреме. Во прашање само кога? Господ не ни ветува вечен живот во овие физички распадливи тела. Ни ветува вечен живот на небо со небо, во прославено тело. И сега што е побитно? Да бидам сега и одма и целен, или вечно да живееме со Бога? Навистина се разбира дека вечното е тоа што е побитно. И за секој еден од вас, ако ви велам, почекате некој уште 10 минути, нема да јавите за уште 10 минути, ама после тоа еден ручек ве чека феноменално, една гозба. Дали би чекале 10 минути? Секако. Ке може да издржите. Во сличен начин Господ ни кажува, овој физички живот има своји проблеми, има своји маки. Чекајте. Нешто по-добро ве чека. Или може би нешто по-лошо. Да се навратим до текстот. Исус, интересно е тука во 13 стих, 14 стих. Исус вели го најде човек во храмот. Сега, убавината во тој момент е дека ви реков како парализиран, човекот немаше пристап од храмот. Беше отфрлен од сето тоа. Колко е убаво да гледаме дека изгледа од првите нешто што направи човекот е да отиде во храмот, за да го прослави Бога за неговото ицелување. Прекрасно е тоа. А Исус тука го наоѓа и му вели на човекот, што му вели? Не греши повеќе, да не те снајде нешто по-лошо. Сега, тука неколку интересни прашања за нас. Замислите сега, 38 години лежи парализиран. Исус му вели, не греши повеќе. За какви гребови може да стане во збор? Парализиран е човекот. Дали можеше да украде? Не. Нема да стаса до некој си штан во маркет за да земе нешто. Парализиран. Дали може да убива? Препоставам дека не би можело. Пак нема нозе на што да стои за да фати некој загуша. Тие така наречени големи гребови не може да ги испраши. Парализиран. Но Исус сепак му вели, не сгреши повеќе. За какви гребови станува збор? Дали може би љубомора? Зошто јас лежам тука и некој друг стаса пред мене? Може би завист? Може би лутина и гнев према Бога? Еден куп натрешни древови може човекот да ги стори. Исус тука му кажа на човекот, ти мислиш дека 38 години парализа е лоша состојба? Има и по-лошо. Што би било тоа по-лошо? Еко, не би цела вечност одвоена од Бога. Денешно време има доста луѓе што велат овој живот ми е пекол. Пеколен живот. Не знаат. Нема представа колку е добар овој живот со сите мани што ги има. Во споредба со пекол, ова не е ништо. Не е ништо. Мислиш дека сега страдаш. Има и по-лошо, ако продолжуваш
по сегашния път. Исус му дава на човека шанса за покаяние, за престъп, за тая първична вера и целуване да стане спасоносна вера за цяла вечност. Наместо сега и одма да биде за цяла вечност. Тук е прашанието за нас. Дали верата моя е само нещо привременно и на стаклени нозе, да ги зависи от моите емоции, моите жълби. Или дали верата моя се состава от послушност, кога ќе го слушам Божиот збор, реагирам со вера, со послушност. Пак да се навратим тук до 8-9 стих. Исус му рече, стани, подигни ја своята постела и оди. И човекот оздраве веднаш, ја зеда своята постела и почна да оди. Дали може и таква реакция да има и во нашия живот? Го чекам Божиот збор. Како го чекам? Читајќи ја Библијата, слушајќи ги проповедите. И кога ќе ми дојде зборот Божи, наместо да дебатирам, ама дали е сабота, ама дали се дозволува вака или онака, или со каков наглас се кажува тоа, наместо да дебатираме, наместо да даваме изговори, ама нема кој да ми помогне, да реагирам на Словото Божие. И со послушност да ја извршувам задачата што ми ја дава. Послушността фактички е резултатот на верата. Вистинската вера е послушна вера. Дај Господ преку и денешниот текст да не изборува во нашите срца, да не наблегуваме во религиозни расправи, да не бидеме задоволни со статус кво во нашиот живот, но тука со вера да реагираме на неговиот збор. Уште еднаш да се помолиме. Татко наш небесен, ти благодариме за овој текст. Ти благодариме за оваа прекрасна приказна за човек што навистина страдаше. И во неговиот живот гледаме отслика и на нашиот живот. Во неговите проблеми гледаме и дел од нашите проблеми. И ти благодариме, Господе, што ти со твојата сила, со твојата благодат и милост ни покажуваш дека може да ги надминуваш сите наши проблеми. Наше е да веруваме во Тебе. Те молам, Господе, за мои браќи и сестри тука собрани. Се молам за тие што имат и физички проблеми, што имат потреба од ицелување, од тие што имат и емоционални проблеми, што имат тешкоти, дали дома, дали на работа. Те молам, Господе, верата наша нека биде цврста во Твојот збор, во Твоето Слово. Те молам, научи да ги намалиме нашите чувства, нашите желби своји, да не се подпираме на себе си и на своите емоции, но тука да се подпираме на Твоето Слово, што е веродостојно. Ти благодариме, Господе, и во името на Исус се молиме.